Doktorin e nderuar Ligor Gjole, kemi faktikisht mysafirin ton, specialistin e ortopedisë dhe të mjekësisë sportive, ai i cili do të na bëj në minutat në vazhdim shoqërinë neve dhe juve, kuptohet, duke u përgjigjur në pyetjet edhe tuaja. 32 16 070 do të jetë telefoni ynë i hapur për të gjithë juve shikues të nderuar. Profesor doktor i nderuar vjen nga Neuromedika, tani më 2 ditë na bëjnë shoqëri mjekët e Neuromedikës çdo të hënë dhe të premte, kuptohet. Ndërka që këtu kuptohet se janë edhe për t'ju përgjigjur të gjitha pyetjet e juaja. Profesore, dobro utro, dobre ni dojdofte. Vije doktorite rano se budite, se kogaš imate pacijenti, nikogaš ne vije teško, znači da ni pravite društvo. Se razvija. Благодарам, добро утро. Драго ми е што имам за прв пат прилика да учествувам во емисиите ваши на Алсатем и мислам дека сигурно нема да биде и последен. Не се разбира. Да. Професоре, денеска ќе зборуваме за лекувањето, третирањето на дегенеративните заболувања на зглобовите. Значи, зглобовите се многу специфична работа, воопшто и коските на човекот специфична работа се. Вие сте спортски лекар, вие сте ортопед, пред се професор доктор, познат и почитуван, се разбира, во Македонија, но и во регионот, колку што имам информации. Јас би сакала, професоре, пред се да позборуваме малку во суштина што се тие дегенеративни заболувања на зглобовите. Значи, се разбира дека зглобот спојува, битен е за човекот, доколку се повреди зглоб, тогаш тешко на нас. Близко сте до вистината и практично ја кажавте суштината. Имено зглобовите, дефинитивно, ако не се како што треба, а фала Богу треба да бидат, мислам, во функција, оти само на тој начин ние се движиме. Значи, зглобовите се оние, условно да речам, механички делови кои што го овозможуваат движењето. А мускулите се пак моторната сила. И сето тоа, значи, зглобовите се движат благодарение на мускулите и тоа представува една целина кој што се вика локомоторен апарат. Како локомотива, како воз. Како локомотива, како, значи, било кое превозно средство кое што работи на принцип на динамско-механички значи, процеси и при што затоа се согласувам со многу добро го тоа дефиниравте вие, дека зглобовите се многу важни и без зглобовите ние не би можеле да се движиме. И тоа ние сите го и осеќаме, мислам, како луѓе, како воопшто не мора некој да биде медицинар за да свати дека зглобовите многу му значат. Оној момент кога тие постепено ќе дојдат, мислам, ќе дојде до одредено пореметување во структурата на зглобот, каде што најважната компонента е зглобната раскавица. Меѓутоа, еден зглоб представува една автономна целина, значи со својата зглобна чаура, која што го обвиткува и практично го прави автономен секој еден зглоб. Значи, секој зглоб е автономен? Автономен, апсолутно автономен, односно, значи, нема контакт со надворешната средина. И сега, еден момент кој што е интересен во тој контекст е што внатре, во самиот зглоб, има негативен притисок, барометарски, во однос на надворешниот. На надворешниот. И сега кога времето се менува надвор, односно се спрема да се промени, прва работа што се менува барометарскиот. А затоа не болат зглобовите, ето видите, таа врска, значи, помеѓу надворешниот барометарски притисок и негативниот во зглобовите, постои, се осеќа и пред да се промени времето, прво се менува барометарскиот притисок, па потоа. И тој момент влијае на тие особено осетливи зглобови, нели, ние често пати велиме луѓето е еден дел, а јас би рекол сите луѓе се метереопати, затоа што ние сме дел од природата, па према тоа промените кои што ние чувствуваме. Професоре, морам да ве прекинам, имаме гледаш да им дадеме предност на гледачите. 32 16 070 Mirëmëngjesi, mirë dita për kë, kush na paraqiten? Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhroni. Jam një paciente, dhe me ta një shqyquese
Mirëmëngjesi, jam një Po? fiquese nga Gosivari. Po? Përshëndes prezantuesen, gjithashtu përshëndes mjekun. Ju përshëndesim edhe ne sinqerisht të gjithë juve që jeni duke na përcjellur. Faleminderit. Doja të bëj një pyetje doktorit. Po? Jam një paciente që më thamë njihet, sidomos njihet e gishave të këmbëve dhe të duarve. Vetëm unë do t'i përkthej pak doktorit, ti do të flasësh, unë do t'i përkthej doktorit Po? nëse se ke problema, po mundesh edhe në maqedonisht t'ja parashtroj pyetjen, po Jo, megjithatë. unë do foli shqip, ju... Po, unë do t'a përkthej, kështu që ngadalë pyetjen parashtrojeni, unë doktorit lirisht do t'ja përkthej. Значи, докторе, пациентката е от Гостивар, има булки на прстинјата и на зглобовите. По урдрoni мандej? Kum shku në reumatolog, ku morë dhe me thonë terapi. Çfarë moshe e pyet doktori? Jam në moshën 47-48 vjeçare. 47 godini. A колку време тоа? Sa vjet, sa kohë ju zgjat? Kjo smundje ka dhe me thonë për 2010 e këndej, që më paraqit. 2010 nama. Има некои деформации на зглобовите? Keni ndonjë deformitet në Jo, eshtra? deformim nuk kum vetëm kur në shkosh o me stopë, ku për ndryshimi i kohës, si më do së periuda 7-8 e në janar shkurt ma tepër dhe me thamë kohë këto ndryshimet në muskulaturë. Значи, чувствува, нема деформации, само чувствува болки секогаш кога промена на времето, баш во тие месеци кога настанува. Дали наутро кога се буди има чувство на закоченост, укоченост на зглобовите? Pra, e dëgjuat me siguri mjekun kur zgjojeni në mëngjes, a i ndjeni se ju kap gërçi në duar, në eshtë? Të njëherë natën dhe me thonë gishtat e dorës gjatë ose të mojtë sikur në perë më shtrëngojnë. A më nuk do shpesherë, për ndonë brenda 10 ditëve, 15 ditëve. Некогаш навечер, мислам кога спие, значи тогаш и десната и од левата рака и се случува тоа. Да. Фалемнderit shumë për paraqitjen që na bë shoqëri. Edhe të hënën do të kemi këtu mjek, do të jenë mjek që do të flasim për kirurgjinë plastike, mbasi do të keni ndonjë pyetje për mjekët nga klinika Neuromedika dhe atëherë ju ftoj të jeni të më ndihmoni me programin e Paraditës Turoj, të kaloni sa më bukur ti dhe gjithë banorët. Po, Neuromedika, më të shkuet në Shkup atë. Po, në Shkup në Neuromedika, mjekun aty në Vllaje. Pra, sepse Neuromedika ka edhe qendër tjetër, por doktorin Gjolev do të mund të gjeni në Vllaje, në Neuromedika në Vllaje. Doktore Čeka, sigurno našата гледачка сега е потенцијален пациент, одговор од вас се разбира. Јас точно би сакал да мислам која би имало можност да ја видам пациентката. Она ќе дојде, така рече. Затоа што, да, бидејќи, знаете, основната работа во медицината, во било која гранка, е диагноза. Диагнозата не може да се постави само на база на така некои податоци анамнестички. Без да се види на лице место, мислите, професоре? Да, и анамнезата е важен дел од секоја диагноза, меѓутоа повеќе време бара за да се добијат тие податоци како се процесот на заболувањето. Тој не е така, секоја една диагноза, односно една болест има некој свој почеток. Но гледачката убаво рече дека тоа е баш месеците кога вие тоа го рековте пред да ја вклучиме. Месеците кога се променува времето и тоа е кога е поладно, значи колку што ја разбрав. И не е тоа наутро, туку навечер чувствува некакви грчеви. Зошто е тоа така? Затоа што вака сега возраста има свој удел. Не е многу стара пациентката? Не, вака почетните промени. Многу рано, не. Телото остарува порано. Апсолутно. Почнуваат веќе во третата деценија на животот. Значи, веќе од 20-та према 30-та година почнуваат првите знаци за оние промени. Дека нешто се случува. Дека се случува и тоа јас мислам конкретно ќе го истакнам и ќе го нагласам. Значи, главните промени се случуваат во зглобната раскавица. Значи, зглобот е зглоб, го чинат повеќе структури, нели? И тој си има своја автономна една функција, како што реков, меѓутоа најсовршениот дел, најсуптилниот дел, најважниот дел на секој зглоб е зглобната раскавица. И таа трпи промени во текот на животот
од X причини и трошењето на таа зглобна рскавица, пак ќе речам, од многу причини. Се разбира, самата работа, ако е физичка, ако е и домаќинка, која дома стално на колена клечи, чисти, прави друго, трето, пето, сето тоа, тежината на телото, например, прекумерната и така натаму, сето тоа може да направи оштетување на зглобната рскавица и тоа веќе од третата деценија натака, така да со 47 години она е веќе кандидат да има промени. Професоре, мораме да вклучиме уште еден гледач 32 16 070 Mirëmëngjesi për kë. Këtu e kemi profesor doktorin e nderuar nga neuromedika Gligor Gjolev. Kush na paraqitet? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, urdhroni. Ju përshëndes nga Kumanova. Ju përshëndesim edhe ne tër Kumanovan. Kisha një pyetje për doktorin, ndoshta është pak jo lidhe me njët, po kisha një problem me borstin korrizor. Vetëm të pyetjen tu kisha lutur, nëse s'don maqedonisht ja parashtrosh mjeku, ti do të flasësh ngadalë, unë do t'ja përkthej. A bën ashtu? Okej, s'ka problem, në shtuar maqedonisht nëse don. Po, do me thënë, ti urdhëro fol, unë do t'ja përkthej doktorit. Do me thënë, dikon para 6 muajve, Pret 6 meseci pacientut ti do është më ullë me një ullë, se që janë ullë, më se gjithë një, edhe derisa do është më kështetën, e lëndova pak borstin korrizor, Ne, shumë se pak. po vredil në ërbet, ërbet një stoll. Po, urdhëroni? Во кој дел Aq pak доле? sa që nuk mund është të hatoj, kupton, shumë pak. Në cilën pjesë po pyet mjeku, në pjesën e sipër? Në anën e Vratot ili gjatë, polovinat? dikon bash mbi mesin me njerë. Половината. Тука половината Добро. во десната страна. Добро. Тани mund të lëvizni? Dete sot këtu vetë nuk dhem, po kur pështetëm, ose kur e preki me dorë, dhem, sukur po ta kesh të frim. Значи, не боли само кога се допира со рака и кога се подприт во некаде кога Дали се. оди болката према ногата? А ju shkon dhimbja përmes këmbës? A ndjeni edhe këmbën e djathtë të dhimbje? Од позадина? Не. Ne. Аха. Sa vjeç jeni? 30. 30 години има. 30 години. Тоа е некоја физичка повреда? Па добро, сега дали он при седење, мислам нешто му се случило или Jeni keni qenë duke ulur kur ju ka ndodhur? Duke ullur, rastësisht edhe shumë nga daljeshe. Kupto, po nuk e di se unë atëherë nuk e hetova që e lëndove, dhe ma që pak qesh. Седејќи дури не почувствувал дека се повредил. Полека седел, значи нема никаква физички притисок. Долго ли време седел? А е никој ѓат кështu? Po dikon, mos jam gabim u konë moj gusht apo korrek, kështu të verës. Pa Në vitën e веќе 7 месеци. Не, тоа е времето од како почнало. Да. Него тогаш кога почетокот бил, пошто го поврзува со седење и од тој момент натака почнало да го боли. Да. А прашањето што јас сакам да разберам е дали тоа било долго време да седел, например денеска многу се седи пред компјутери, со 2, 3, 5 сата може човек да седи. И таа позиција не е физиолошка, не е природна позиција. Me siguri jeni duke dëgjuar doktorin, jeni ulur shumë Jo, nuk jam i ullur shumë. Unë kur të ullëm, ose kur të udhtoj, nuk më dhem. Tash veç me prek me dorë, dhe më thonë kur ta prek ta shtrëngoj me dorë dhem, ose kur të përshtetëm Не, тоа било кратко A për седење. ndryshe jo. И болки нема, туку само кога има физички притисок на тоа. Кога се потпира, кога држи со рака страната. добро. Фалемнderit shumë për paraqitjen, tani mjeku do t'jep edhe përgjigjen, të kaloni sa më bukur. Jo vetëm Kumanova e Gostivari, i ftoj të gjithë juve shikues të nderuar në 32 16 070 Gligor Gjolev është mjeku i cili është duke na bërë shoqërinë. Doktorin duhet ta presim përgjigjen e pacientit nga Kumanova, duhet të pres sepse kemi edhe lajmet. Doktore, mora pacientët od Kumanova da čeka na odgovor, oti imame vesti сега. Nema da ima problem. Pra shkojmë me lajmet e dyta, pastaj me njëherë doktori Gjolev do t'jep edhe përgjigjen për pacientin nga Kumanova. Të ftoj të qëndrosh me ne, ndërkohë që do ta presësh përgjigjen, të shohësh edhe informacionet e fundit që i përgatisim në këtë drejtim.
Profesori në nderuar Gligor Gjoljeve, kemi ende në studio po flasim për sëmundjet degenerative të eshtrave. Profesore, ostanavme, mu dođi me odgovor, dolžni ostanavme 10-12 minuti koga ovdje avestite za gledačot od Kumanovo. To i počuствуваше болка при седење, при физички притисок од десната страна. Да. Професоре, ние разговаравме и пред да дадете одговор, јас директно ве прашав што може да биде тоа. Што во суштина може да биде? Знам дека вие и ви треба да го дзирнете пациентот, да видите диагностички тие сите работи. Да, меѓутоа еве, мислам, таа локација на која што пациентот се жали, од тој дел на телото има многу структури, има многу органи. Значи, тука од оноа што би можело да направи една болка, да се манифестира е, например, прво што во моментот вака би требало да се разграничи. Сега, кога ќе речеме слепо црево, тоа е нешто акутно, меѓутоа слепото црево може да биде и хронично. Може и при притисок да боли слепото црево? Да, секако. Тоа е особено... Но и друга работа имаме тука, што вие спомнате, и обрезите. Апсолутно. Значи, одма тука, во тој дел, од задната страна, меѓутоа во предно-задната страна, тука е и десниот бубрек, например. Сега, десниот бубрек исто така може да дава, ако има некое песоче, не мора да биде камен, али, значи, така една тапа болка, например, во подолг период, би можело многу лесно ова да има врска со таа работа. Секогаш после велиме дека половината не боли. Па, токму прегледот е тој и стручното лице доктор треба да разграничи и секогаш докторот мора да размислува диференцијал диагностички. Значи, не да мисли во стартот само на една болест и да се затрче и да рече тоа е. Не. Он мора да мисли на една, на друга, на трета и према симптомите, према прегледот, према лабораторијата, према снимките да ја донесе точната диагноза за да може и вистински да се лекува. Значи, вие препорачувате да го дзирнете пациентот, но и пред се да врши испитувања во врска со слепото црево и бубрезите. Филингот, чувството на докторот во контактот со пациентот, како професионалец е најважната работа, би рекол, за да се одбере правиот пристап кон што се треба да се прави. Кон решението. Кон решението, а решението е првично диагноза. Кога ќе се постави точна диагноза или барем приближно точна диагноза, тогаш веќе ние можеме да настапиме во процесот на лекување и пациентот со самото тоа да си ја сврши работата, односно ние да му помогнеме на пациентот. Професоре, пред да вклучиме гледач, јас би сакала конкретно за темата да ве прашувам. Значи, лекувањето и третирањето на заболувањата на зглобовите, има многу нови методи, сите методи вие ги користите и во неуромедика. Да се навратиме малку на овој аспект да позборуваме. Благодарам, мислам, навистина, ова сега што ми го поставивте и воведо што го дадовте како во сегментот на дегенеративните зглобни заболувања, точно е дека нема човек, па од 30 години натака, лека по лека, да почне да осеќа одредени проблеми повремено, па особено ако претера со некоја активност физичка или некоја состојба, ето е времето, па студот, па и премногу топло не чини. Значи, разни ситуации, па некогаш имунитетот, кога ќе ослабне, исто така, може да се манифестира на зглобовите. Значи, зглобовите се механичка творба од една страна, меѓутоа структурите се жива материја. Раскавицата е жива материја. И она, значи, лека по лека се абе, се троши и се обновува. И во целата таа таква сложена, да речеме, ситуација се јавуваат проблеми
кои што треба превенцијата во медицината е многу важна работа. Имаме тука некои тоа е слики оно вие што ги донесовте. Токму ова. Токму тоа, ова е веќе коленото, кое што исто така може да даде проблеми. Овдека се гледа дека е лесно оттечено коленото, а претходната слика ова црвенило зборува за болка, зборува за воспаление, кое што пациентот значи може да го чувствува, човекот да го чувствува во тој дел, и тука секако овдека е веќе се гледат едни промени на главата и тоа што е Тоа е внатрешност на зглобовите. Тоа е колкот од левата страна е здрав колк, од десната страна истрошен и се гледат тие нели делови, да. Таде што веќе практично нема раскавица. Тоа е на рентген снимка, например, кога ќе рентген снимката. Значи рентген снимкава што покажува? Покажува дека зглобот веќе нема одвоеност на чашката. Па да, гледате како е тој бел. Чим е вака бел, значи раскавицата ја нема. Иначе оној слој таму кај што главата треба да заврши и кај што почнува чашката. Ете како има една бела црта. Значи таа бела црта кажува дека тука нема раскавица, дека тоа е коска на коска веќе. Како се лекува, професоре, ова? Овој степен, ова е тежок степен на коксартроза, така наречена. Ова што ја прашавме и гледачката, дали има такви овие се деформитети. деформации кои што, ако кај пациентката има такви деформации, евентуално... Она рече не. Да, тоа е почетен, значи она има некој почетен стадиум. Меѓутоа, тој почетен стадиум може да прогредира и да дојде до ваква состојба. Што зборува и секако дека дава. Видите, од левата страна, тоа е здрав зглоб на прстите. А од десната е истрошен и гледате кака тоа се и пишува дегенеративни промени. А таму пишува артикуларна раскавица, тоа е картилич. Така да во тој процес за кој што треба повеќе време да помине, години поминуваат, се разбира, ова не настанува за недела дена или за месец дена, но во секој случај кај овој оштетениот зглоб што е на прстот, на прстите, значи тука веќе движењата се ограничени, се јавува оној деформитет што го видовме на претходната слика и така натака, така да болките се... Ова е нели рамениот зглоб и таму во горниот дел тоа што е нели се гледаат калцификати и на рентген снимката на пример. Што се калцификати? Калцификати се значи акумулација на калциум кој што ги напаѓа, односно ги напаѓа. Претходно тука во тие делови, мислам на тука имаме ние едни жлезди, масни жлезди за подмачкување, така наречени. Кога они во повеќе ситуации ќе се воспалат како такви, тогаш ќе дојде до акумулирање на калциумот во тие жлезди и тоа многу боли после. Разбирате. Така да третманите, али диагностиката, ева овдека се гледа дека... Како се поставува диагностика? Да, диагнозата, современата диагностика е многу напредната. Ова се одредени процедури кои што се прават во смисол на физикална терапија, но јас сакав само кратко да кажам дека диагностиката денеска многу напредувала, така да магнетната резонанса е апсолутно доминантна и најквалитетното нешто кога станува збор за било кој дел на телото. Значи со тоа се дознава? Практично, затоа што магнетната резонанса ги покажува меките структури. Значи, органите ги покажува и раскавицата. И секоја промена се разви. Од таа гледна страна, значи, ги надминува сите во моментов, сите методи диагностички, помошни диагностички методи, мислам и ехото е добро како диагностика, али магнетната резонанса во моментот е царица на диагностиката. Професоре, ние тие работи ги имаме во невромедика. Се разбира, да. Сега ќе преминете и во болница невромедика, тоа беше последната информација. Професоре, ако не е проблем да вклучиме уште еден гледач, па на крај и за начинот на лекувањето ни треба одговор. Тредијате дуѓаш 10 штат 0 Мирмен Джеси колку им фалје не се ке ни притор шом.
Kush na paraqitet? Vetëm ju kisha lutur zërin e televizorit janë dalni, sepse zëri jonë deri tek ju më rrin me pak vonesë. E ashtu. Mirë dita, mirë mëngjesi, kush na paraqitet? Ju paraqitet zotri Abduli nga qyteta e Çegranit. Ju përshëndesim juve, zotri, e përshëndesim edhe krejt Çegranit. Mos e humbim kohën. Po, urdhroni në maqedonisht edhe unë mos humbem në përkthim e do të gaboj diçka. Jam mjekun ku e keni urdhroni. E përshëndes profesor doktorin Gligorov Gjolev nga Spitali Neuromedica. Unë jam 52 vjeçar, vuj nga smundja e diskus hernia, mirë po moti ka vite që kam zbulu atë, gati 30 vite. E tani, para një javë, se dje konkretisht kam marrë rezultatin e rezonancës magnetike. Do ta lexoj edhe diagnozën që kam shkruar në rezultat. Po, lexojeni, doktori do të dëgjoj. Utvrden e slednjot rentgenski naut. Na lumboskralni odel od rbetot postojat spondiloartrozni promeni. Jasno. Prisutna sarkalizacija na L5. Dobro. Na nivo na L4, L5 se gleda значително стеснување на четврт просторот. Dobro. Со дегенерација на дискусот и со дискус хернија градус 4. Da. Од дозомедиалатералниот тип во лево со голем слободен фрагмент. Се добива впечаток дека истиот е делумно сместен и интрадурално, значи неопходна консултација со неврохирургот. Консултант професор доктор М. Врчаковски. Да, слушам на телевизија или на телефон? Вака, значи, ова што го прочитавте, во секој случај, нели, ако вас ви прави условно да речам поголеми проблеми, не можам тоа само да го разберам колку е проблемот и колку вие, мислам, имате последици. Веќе 30 години рече дека се соочува со овој проблем. Но последните 3 месеци, од пред 3 месеци ми се појави во ногата. Во ногата не сум имал од тогаш. Сега, значи, се појавува и како дел што викаат лево-десно ишијас. Сега во моментот дека 5 дена имам. Пред 3 месеци имав и зедов ампули 5 комада. Од вчера завршив уште 3, но пак вчера зедов апче против болки, пошто имам од бутот лево. Јасно, надолу. Стиснав доле све до прстите. Скоро до прстите. Кога стигна до последниот зглоб, овде доле до ногата, последниот, како да ме гази воз. Так. Видите вака, мислам, се во ова е во склопот на таа хернија, на нивото што го кажавте, и бидејќи од тука тргнуваат корените на нервус ишиадикус. А нервус ишиадикус е поприлично вака, многу е голем, мислам, како таков, и он е заложен за инервацијата на нозете. Така да тој процес што сега тргнал и према ногата, произлегува од горе. Значи, од нивото кое што го кажавте, L5-7. И над него е L4-5, меѓутоа тој фрагмент за кој што кажувате, треба да се објасни, меѓу другото, од каде и дали вие сте имале евентуално некоја повреда, па да е тоа откачен дел од пршлен, некој од тие пршлени долу, па да врши притисок, и тој може да врши притисок на некој од тие нерви во тој дел, кој што понатака нели одат и према нозете и така натака. Тоа е една работа. А втората работа е како досега сте се лекувале. Ова со инекцииве и со некои гелови или со масти и така натака, апчиња, тоа е една работа. Друга работа што би требало досега барем повеќе пати да се лекувате, а тоа е физикалната терапија со разни процедури и сето тоа за да, ако се исцрпат сите можности,
во тој случај, а проблемите се зголемуваат, тогаш може ќе треба и оперативно да се тоа мислам лекува. Меѓутоа, ако тоа долго време трае и нема така некој експанзивен, значи брз развој во смисол на влошување, треба да се биде, мислам, да не се избрзува ако состојбата не е нешто драматично, не се нагло нешто влошува. Може би сепак би ви препорачал, мислам, ако дојдете, мислам, во амбулантата каде што јас работам, со целокупната документација и слики и се што имате, по-обширно и по-подробно да ги работите согледаме, за да ви дадеме најсоодветно, мислам, мислење корисно преди се за вас и за прогнозата на самото заболување. Професоре, благодарам и за Hvala одговорот. mnogo, profesore. Faleminderit shumë për Që dojdem paraqitjen. lično do kod vas. Faleminderit shumë për paraqitjen, të urojmë shumë suksese. Ishit pra shikuesi i fundit që e lidhem për sot. Mjekun pyetjen e fundit që do t'ja parashtroj në fakt, doktore, последното прашање кое ви го поставуваме, лекувањето, начинот на лекувањето, да не ве задржа многу, од имате пациенти многу што ќе ве чекаат веќе таму. Благодарам, мислам, и на разбирањето, секако. Вие секако ќе бидете повторно дел од утринска Па, емисија, со надевам. со задоволство. Лекувањето е, навистина, има широка лепеза на можно лекување. Од таа гледна страна, значи, сите можности се во игра, односно доваѓаат во предвид, но сакам само една работа да истакнам, а тоа е дека кога станува збор за зглобовите, не за рбетот, рбетот е посебна една анатомска творба, кога станува збор за поголемите зглобови, кои што прават навистина и поголеми проблеми, како коленото, колковите, рамото, лакто, долу, скочниот зглоб и така натака. Денеска фармацијата оди многу напред и има така наречени суплементи. Познато е веќе и се слуша, нели, за хиалуронската киселина. Таа е основната материја на зглобната раскавица, основната субстанца на сврзното ткиво, на кожата, така да таа денеска има голема примена и кај жените во смисол на проблемите со кожата, со старењето на кожата и така натака. Така да таа директна апликација, дали тоа ќе биде во вид на некои гелови или ќе биде со инекции, каде што таа основна субстанца, ќе речем, на раскавицата, односно на кожата, на сврзното ткиво, кога се аплицира во тие делови на телото, во случај да зборуваме повеќе за зглобовите, нели? Значително подобрување настанува и бидејќи хиалуронската киселина е екстрахирана од самата раскавица и таа представува суплемент, значи поддржувач на зглобната раскавица. Тоа може и самите пациенти... Ние тоа го правиме. Тоа современо лекување го спроведуваме, исто така. Не треба хируршка интервенција при тоа, само аплицирање. И тоа значително ја подобрува функцијата на зглобовите и ги елиминира болки. Професоре, да оставиме нешто и за другата емисија, кога ќе ни бидете гостин. Додека пак Добрила Андоновска, вашата колешка, исто од неуромедика. Пластичен хирург, ќе ни прави друштво во понеделникот, ќе биде исто тука со нас. Ви посакувам многу успех, се надеваме дека повторно ќе се видиме. Благодарам и јас исто ве поздравувам и вас и вашите гледачи. Се разбира. Праши кој е стендаруар ishte Gligor Gjolev, ishte ortopedi apo specialisti i njohur, profesor doktori i nderuar, kuptohet edhe specialisti mjekësisë sportive, ai i cili na bëri shoqërinë në këto minuta në vazhdim. Tani do të shkojmë me reklama dhe do të fillojmë edhe biseden me mysafiren tjetër, është Gjyneren e Bio nga shoqata Antiko dhe do të flasim për 14 shkurtin. Cila do të jetë tema? Qëndroni me ne.